15 часот и 15 минути, почитувани гледачи, ви благодарам што и овој пат сте на фреквенцијата на телевизија Сонце и што ќе го проследите најновото и воедно последно издание од емисијата од своја страна, токму за оваа 2022 година, која што полека измина. За ова издание предвидени ми се содржини едукативни содржини, односно тема која што е доста актуелна кај нас во последните, би рекла, неколку години. Ке говориме за образованието денес, за целиот тој воспитно-образовен процес, за улогата на учителот, улогата на родителот и секако каде е ученикот во местото на тој воспитно-образовен процес. Ке говориме за булингот, кој што е доста актуелен денес, за врсничкото насилство. Ке говориме како, ке кажеме совети како да се спречи булингот и сето она насилство кое што го гледаме меѓу учениците во училиштата се почесто и почесто, за жал. Токму за овие теми денеска ми гостува професор Лазе Стефановски, поранешен директор на Основното училиште Сандре Штериовски во Кичево, едукатор на рекреативни содржини за деца и ученици, секако поранешен наставник и учител. Господине Стефановски, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од своја страна, што се одзвавте токму на овие многу важни теми да проговориме во телевизија Сонце. Со задоволство и благодарам на вашата телевизија, бидејќи основното образование и средното образование бараат поддршка од медиумите за своите активности, за нашите доприноси, за вашите ангажирања и сето тоа допринесува во однос на подобрувањето на здравието, успехот и прогресот на воспитно-образовниот процес кај нас во Македонија. Така и во самата најава напоменав дека ќе говориме за многу важни теми, за воспитно-образовниот процес, оној процес во кој што се почесто и почесто гледаме недостатоци, гледаме што ни фали денес, еве како од аспект на еден учител кој што цел живот се занимава со онаа благородна професија. Можеме ли да ја наречеме денес благородна професија учителствувањето? Учителствувањето е благородна професија, меѓутоа тешки и неиздржлива во денешни услови, бидејќи просветните работници и учениците и родителите не смеат да бидат осамостојни во своите проблеми, сепак за нив треба да стои некој, мислам. За нив треба да стои закон кој ќе ги штити наставниците, закон кој ќе ги штити учениците и закон кој ќе им даде големи прави овластувања на родителите, слободни, демократски, да се впуштат во проблемите што ги има заеднички со учениците и да проработи онај заеднички триаголник учител, наставник и училиште. Но овие последнава година и последниве неколку години, а може да се каже дека и од порано, уште од осамостојањето, воспитно-образовниот процес во кај нас, мислам, како да стагнира некако, попушта во некои делови и се така, а веќе еве гледаме кулминација доживува последните настани што беа со булингот, состојбите со учебниците, состојбите со короната, сепак овие неколку години училиштата доживува и учениците, и родителите и наставниците многу премрежија. Сега, како да се справиме? Многу начини треба да постојат. Еве да почнеме од булингот. Сепак тоа врсничко насилство кај учениците постои, поготово возраста од да не речем барем од 15 години нагоре, а и подолу. Последните случаи што беа со училиштето во Градско, Даме Груев се викаше, мислам. Така, точно. Имавме пред тој во Раде Овчински Корчаген, каде што поради абулија, поради починетост, ученикот си го одзеде животот. Имаме многу такви. Да, имаше во музичкото, тука ми се во концептот наведени во музичкото училиште Луи, каде што професори таму се на некој начин се живува ги малтретира учениците. Сега моето прашање е до која граница оди авторитетот на учителот денес? Значи, свесни сме дека треба да постои авторитет на учителот, да се почитува учителот. Меѓутоа, еве ајде конкретно за музичкото училиште, кој го контролира авторитетот на учителот? Вака, авторитетот на учителот треба да го контролира педагогијата. Во кој смисол? Педагогијата треба да е на страната на учениците и наставниците и родителите. Всушност, педагогијата е законот. Мислам, ние треба да посветиме, општеството треба да посвети најмногу внимание на законските одредби за закон за основно образование. Замислите,
Во Законот за основно образование имаме заштита на ученикот, ученичките права се. Многу малку го има тоа каде е заштитата на наставникот, наставничките права, кои се правата на родителите и казнените одредби. Еве да речеме случајот што беше во Градско, тоа што се случи со ученикот е навистина недопустливо. А тука е секако изоставени одговорност изоставена, мислам, вниманието на наставниците, на учениците, на класите, мислам, сепак на самокритика ќе си даеме. Меѓутоа, ништо повеќе нема од тоа ако законските одредби го штитат наставникот, како? И ученикот, мислам, и како тоа? Затоа што се случи, одговорните ученици што го направиле делото, доживеа само преместување во класот. Ништо повеќе. Така, и намалено поведение. Од друга страна, 2 години ученикот трпи психички, физички булинг. Кој потврлил овде најмногу? Овде потврлиле најмногу е. Мислам, колегите, наставниците, потврлила управата, потврлиле и родителите. Дали ме затоа тој триаголник на соработка што е. Така, важна е таа кохезија на наставник. Да, мислам, тука настанат и прек. Затоа што можеби родителите знаеле, молчеле. За понатамошните иднина на детето. Детето знаело, молчело, не можело повеќе да истрпи. Ете така молчејќи можело да се случи нешто слично како на Раде Овчевски Кочагин. Дали ме разбирате? Така. Меѓутоа, големо отсуството и на колегите наставниците тука. Сепак знаеле тие, Градско е малешко училиште. Така. За тие деца напамет ги знаеме, тие родители напамет се знаат кои се и притисокот детето ученикот што го доживел, немногу го почувствувал. И сега тука не требало воопшто да се молчи. Сега, тоа јас мислам најмногу тука законот не ги штити, мислам, ни учениците тоа на што спомнав. Треба да постојат некои критериуми и казнени критериуми построги во Законот за основно образование, што е. И така можеме да си помојме. Понатака, чистиот контакт, таа средба и соработка со родителите изоставена. Со учениците изоставена. Учениците имаат право на еден демократичен начин да се изјаснат и за болката што доживуваат, и за среќите што ги имаат, и за успехот. Сум имал такви проблеми, каде што во моето училиште кога бев во мандатот за директор, 2000 ученици, замислите ве. Албанци, македонци, турци по националност, да не набројуваме. Европа во мало е моето училиште. И сега, настанен таков конфликт меѓу македонец, ученик од македонските пределки од албанските. Од една мала препирачка стана голем проблем. Каде што во една ден учениците помобилни се собра да се реваншира на тоа што се степале тие и можеше да стане голем проблем. Меѓутоа упорноста на нас наставниците го разрешивме тоа. Значи затоа велам големо влијание игра самиот наставник, класниот, директорот, колективот на наставници, соработката на родителите, тој триаголник како профункционира. Во Градско конкретно за случајот се разреши најпрво градоначалникот ја разреши директорката. Секој честитки за но како ќе одговараат педагогот и психологот во целиот тој процес, како можеби едни од најважните за регулирање на односите помеѓу учениците, за вака тоа не е регулирано многу во Законот за образование, за казнени мерки за прекршителите, за премолчувачите и така натаму. Затоа треба да се преработи Законот за основно образование, да се предвидат овие работи овде и да се предвидат казнени мерки за учениците што го нарушиле тоа, што го предизвикале булингот на детето, што тоа трпело 2 години булинг од своите врсници, да постојат казнени мерки за родителите. А првата казна што за таков гест што направиле тие ученици лош, требало преместување негде во Велес, во Градско, не опомена и во ќе го меним во друга паралел. Поведение и друга паралел. Тие законски одредби кај малце не функционираат и не се баш. Велат дека доколку сакаш да ја видиш државата каква е, види го образованието какво е. Сега колку државата се грижи за образованието денес кај нас и можеме ли се да и препишеме целата таа вина за се што се случува да ја препишеме на државата или треба да тргнеме малку од себе како професори, како ученици? Вака, државата дала основни начела и услови за работа. Државата не може министерот да дојде, речеме да прави ред меѓу учениците. Сега натака, значи, оно што кажавме, одговорност е изоставена. Значи, треба да има казнени мерки за одговорноста која не е презеде директорот, наставниците, класните и родителите, како што кажав, и на предизвикувачите,
и на другите помагачи што се, а со тоа што не постои одговорност, сепак им допуштаме тие проблеми да виреат во нашето општество и постојано заземаат места, дали ме разбирате? Постојано, еве сега слушаме бомби во училишта, па ученик некој го наручил тој ред. Замислите до кое ниво е дојде на свеста и на родителите, и на учениците која демократија, меѓутоа во училиштата, барем да кажем, во овие моменти, како доаѓаат овие плуралистички процеси, сепак постепено навлегува партизмот меѓу наставниците, меѓу учениците после тоа, да се разбереме. Јас не можам да видам толкова еуфорија пред избори на ученици во училиште и на наставници меѓусебно. Дали ме разбирате? Деполитизација треба да има апсолутно во образованието. И казни мерки за оние кои навистина шират популизам и други партиски. И самиот вие сте активен на социјалните медиуми. Колку денес социјалните медиуми можеби вршат подгревање на таквиот врснички булинг? Колку децата таму се испуштени од раце? Децата се испуштени, затоа велам, тој ако проработи, тој триаголник на соработка и децата постојано се со мобилните во раце и се она што се случува, што не е дозволено и тие можеби да го прелистаат, го листаат, комуницираат и со партии децата преку социјалните мрежи, слушаат, читаат и гледаат што се и се е тоа, мислам, негативна појава која им ја наметнуваат социјалните медиуми на децата и тоа го примаат како една нивна обврска, како едно нивно воздигнување во активноста на ширење на таа несоцијална појава, мислам, која доведува до такви проблеми, последици и го нарушува дигнитетот на образованието. Така. И сега ќе ве вратам малку наназад, враќајќи се низ годините, ве познаваме освен како директор поранешен на основното училиште Санде Штериовски во Кичево, како еден одличен едукатор и наставник. И јас тука би ве вратила во времето кога се одржуваа оние средби на ученици, оние зимувања, летувања на кои што вие носевте голем број на ученици, па на Пелистер, на летување во Охрид и сите тие настани кои што навистина беа добри за учениците. Колку денес постои тоа? Ме интересира и колку учителите, наставниците се залагаат за децата да ги спојат на такви некои средби. Сега, тоа е една од, мислам, тој е едукативен однос према децата, велам едукативен однос е тој, наставата во природа, зимувањето, летувањето, дружењето, каде што навистина децата се социјализираат, каде што навистина го почитуваат колективниот живот, имат одговорност спрема тој колективен живот. Од многу одамна сега, години наназад, тоа не постои, исклучено. И знаете тоа колку им фали. А 2 години преживеавме криза со настава од дома, мислам, онлайн настава, тоа фалеше кај децата. Децата имат доста и стресовите и последици од коронавирусот, од тоа недоаѓање на училиште. И тоа што требаше најмногу да се стори, токму да се посвети една голема едукација на децата, на колективното живење, на наставата во природа. Еве сега да речеме, имам јас еден проект со Чикаго, од нашите селеници во странство и Оро-Македонско радиото многу ни помогна преку една ваша колешка што раководи со радиото, Анета Коруновска. Соработуваме веќе, замислете, сега правиме некој проект да ги зближиме, односно да направиме средба меѓу нашите деца на иселениците и нашите деца од Македонија. Се прават тие средби, сакаме да го вратиме на некогашното што беше живење, бидејќи секогаш имавме деца, тогаш беше од порано од цела Југославија, а сега настојуваме од нашите иселеници, значи да ги зближиме, размена, но такво дружење, размена цивилизации, на односи, тие работи и така може само да се искоренат тие негативни појави, најмалце да размислуваат децата за едни такви булинзи, за едни такви лоши дојави на бомби во училиштата, за се она што е антисоцијално, мислам, едноставно да си се прифатат сами себе и да го прифатат тоа живење како поента во нивниот однос. Сега, тука малку, многу е важно учебниците.
Да, тоа ќе ми беше и следното прашање. Се случија многу реформи во изминатиот период, меѓу кои и реформата за дигиталните учебници. Како гледате вие на овие реформи? Што донесоа, колку се можеби предности за денешниот образовен систем или ги гледаме како можеби тапкања во место? Вака, дигиталните учебници одат паралелно со секојдневните учебници, мислам со пишаните учебници. Добра. Што мора ученикот да има таков учебник. Меѓутоа, сега малце се последниве моменти, со новите учебници што се пуштија во употреба, да речем, се стекне кај учениците и кај нас наставниците, па и кај родителите на недоверба во содржините. Знаете, неколку содржини со спротивни насоки беа, и каде што Министерството дозвола 30% толеранција, значи учебникот не смее да... Учебникот е книга, света книга, која му служи на ученикот за неговата иднина. И мора да во учебникот податоците и содржините да се основа на научна база, и не може да има 30% толеранција, ни 1% не сме да има толеранција, затоа што тоа е иднината на ученикот, иднината на она што треба да го воспитуваме. Не може да речеме таблицата 10 по 10 да биде 130, демек 30% има отстапување, тоа е точно. А кој одговара за, кој врши надзор? Кој ќе одговара за сите тие содржини? Тука е грешката, грешката за учениците што се прави токму од составот на тимот што треба да ги прави учебниците. Сега има Државна комисија Национална комисија за учебници во Македонија. Меѓутоа, таа национална комисија или тој тим на учебникари, од автори до рецензенти, треба да содржи, мислам дека да се базира во основа на искуствата. Мора да сме наставниците вклучени во тие учебници, да речеме, преку наставнички активи, преку соодветните советници. Имаме соодветни советници за секој предмет. Така. Да го слушнат нашето мислење, да го слушнат мислењето на активите на наставници, па да појде до највисоко нивото и да се дадат предпечатења на едно разгледување, посебни мислења, забелешки, и тоа да е последната фаза предпечатење, кога ќе се отпечати, веќе знаеме дека тој учебник е целосно содржан со сите нишани што треба да личи на учебник, независно од која област е. Дали од биологија, дали од историја, не знам како. И сега се стори некоја игра, мислам, гледате, дојде до хумор, и децата многу тешко ќе поверуваат, мора да праша за секој дали е точно таа година тоа, дали точно е дека Македонија на запад се граничи со Бугарија, а на исток со Албанија, мислам, и други работи, да најдеме во учебникот по македонски јазик во 9 ден. Каква е иднината на македонското образование? Иднината на македонското образование најмногу зависи од стабилноста и од озбилноста на самите фактори, а факторите во развој на образованието се знае. Министерствата, владата, па натака, родителите и така, се она кој се постапно вклучено, ако сериозно се размислува еден учебник да биде траен неколку години барем, со едни мали промени исклучуваат, и знаете, порно учебниците трае и по 10 години, по 15, нека има промени, не проблем, меѓутоа тие промени се точни и засновани врз основа на факти, на податоци. И сега покрај образовните и едукативни содржини на социјалната мрежа Facebook, актуелни сте и со ваши афоризми, некои сензации кои што таму ги пласирате, кои што наидуваат на доста големо внимание од публиката која ви е таму. Јас тука сум издвоила некој од нив, па би сакала малку да ги прокоментираме еве вака во емисијата. Велите, миграција, татковината ни се празни и селува, училишта и домови, гнезда на птици, лилјаци. Види, афоризмите се на еден друг начин вистината што треба да се удри по оние кои треба да по реалноста, да. Ето таа содржина. Значи ли ова дека ќе ни се испразнат училиштата и домови? Веќе се празнат училиштата, мислам, не до таа, веќе се празнат. Ако некогаш имаше нашата држава потреба од училишен простор, сега има празен училишен простор. Да се разбереме. Секоја година првачињата се намалуваат, тоа статистиката го кажува. Пред 2 месеци имаше објавена статистика на национални телевизии дека во последниве 8 години 700.000 млади ја напуштија на Македонија. И откаде сакаме ние да имаме полни училишта? Нема. Се празнат училиштата. Поготоа младата генерација го гледа европскиот свет поинаку од она што очекуваме
дај Боже што побрзо да бидеме примени во Европа, мислам. Ако бидеме за 10 години, може би многу е доцна, треба да настоиме што побрзо, затоа што ќе се одлеат, Македонија ќе стане може би земја на пензионери. Копајќи по корените на минатото, го затрупа патот на иднината. Ова ќе го Ова поврзем... беше свеж афоризам и навистина имав многу позитивни забелешки од читателите, бидејќи многу овие 30 години назад си се посветивме на минатото. Вред минатото, си го бележи историјата. Епте многу се посветиме, така што си заборавивме иднината. Тоа е реален одговор на сегашност. Така. И велите трезвење, политичарите пијани од власт, а народот во кома. Тоа е сосема јасно. Гледате, политичарите без разлика, кој да е политичар, сите политичари додека ја добија власта, се умилкува на народот. А откако ќе добијат власт, си гледаат спас. Тие си се бараат за себе, нив ако им е добро, ти мислат дека на цела држава е добро. И затоа, може би кај нас дојде до ова ситуација, бидејќи низ призмата на убавината политичарите си го гледаат личниот свој живот. Ти мислат дека на секој граѓанин му е така. Има така. Си е тоа. А гледаме сега дека не е тоа така. Дека барајќи го минатото, си ја закопавме иднината. Немаме иднина. Овде немаме. Гледате, беганмо, тоа е фактот, е резултатот кој, затоа што афоризмите се на реалност во кратка форма, може би во спротивна содржина кажано, ама топлината на одговорот е јасна. Ќе ги ставите ли можеби на лист хартија во една книга сите овие собирани? Веќе имаме една книга, А2 се вика. Спремна за печатење? Да, книга е број 2 за печатење, афоризми, сензации и така натаму. Тие се реален одраз на едно општествено живење, мислам. Тоа сите да си го призниме сега. И ја се наоѓам во тие афоризми. И вие и секој што имаме недостатоци, а ако го призниме, пола ни е простено. Ако не го призниме, и други ќе пишуваат за тоа. Така. Господин Стефановски, што е следно од вас, на кои проекти се работите моментално? Сега работам на проектот Учиме македонски јазик, литература и култура. Она што спомнав претходно, значи работиме на еден проект, тука ќе би вклучена и Матица на иселеници покрај диаспората, многу клубови од диаспората, од Сидни мимо од Австралија, како што ви кажав од Чикаго, Оро-македонско преку радиото, што го финансираат македонци, преку неколку цркви од диаспората, и сакаме да направиме една јубилејна средба, порано имавме со детоли нашите деца на иселениците, а сега од повеќе места имаме таков проект најавено, неколку дена, стотици може би ќе бидат деца да гостуваат во Македонија кај своите врсници да се запознаат, повеќе да го запознаат македонскиот јазик, традициите, односот, културата, и со тоа ќе се напред до година и еден возор, ако од диаспората дојде први во Македонија да проработи овој проект. После ние со учениците, со младите наши заминуваме во диаспората. Меѓу нив имаме и таленти, имаме добри ученици, значи меѓу нив се препознат сите кој што и каква душа си носи, способност, дарежливост и така. На прагот сме на пред новата 2023-та, при самиот крај што ќе им посакаме на сите оние кои што ќе го погледнат ова интервју, на сите наставници, учители, родители, деца во целиот тој образовен процес, на сите наши гледачи, која ќе биде пораката која ќе упатиме? Мојата порака е Дедо Мраз да дојде од север во Македонија, не од југ. И на сите мои ученици поранешни им честитам новата учебна година, на моите колеги многу успех и се она што било лошо во старата да не се повтори во новата. Ете така. Честитки се најубаво. Ви благодарам уште еднаш за времето, ви благодарам за вниманието кое што го посветивте во емисијата. Се надевам дека ќе се дружиме и ќе се гледаме на други наши успешни средби. Да. Сакаме да не видите и гости кои ќе имаме проекти. Ќе бидете канети. Тука сме телевизија Сонце, секогаш отворена за соработка. Благодариме. Така е, драги гледачи, овде и јас би се надоврзала на убавите желби, убавите честитки по повод 2023 година, новата година која што веќе и ние на прагот. Ќе посакам најпрво да сме живи и здрави сите, многу здравие, многу среќа, радости и успеси, меѓутоа најважното и најблагодарното од се е да не заборавиме да бидеме благодарни за се што имаме. Ние се гледаме веќе во новата 2023 година, 7 дена од сега. До тогаш ќе ве поздравам и ќе посакам да останете во добро здравје.